Во петокот на 17 ноември се одбележа меѓународниот ден на студентите. На тема студентите и студентскиот стандард, утрово работиме до 8 часот. Велам добро утро и го поздравам нашиот прв гостин, професор доктор Ратко Дуев, декан на Филозофскиот факултет при ЮКИМ, кој што воедно во петокот организира една убава трибина. Дискусија со различни чинители вклучени во неа, каде што беа извлечени голем број на заклучоци во однос на темата студентски стандард. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, Маме. Добро утро на сите ваши гледачи во утрински часови. Професоре, кои прво проблеми ги детектиравте на трибината во петокот? Каков беше интересот на студентите, ги имавме ли во публика и кои проблеми вака, ако можеме на пиедестал да ги подредиме, се најголеми во овој период за студентите кај нас? Идејата моја беше, кој што ја прифатија членовите на нашето студентско собрание на Филозофскиот факултет, всушност 17 ноември меѓународниот ден на студентите на некој начин да прерасне како државен празник, бидејќи во ерата на глобализација и масовните миграции и на некој начин голем број млади кои заминуваат во странство, беше идејата да поразговараме за студентскиот стандард, заедно сите представници на сите државни институции, како што е владата, Министерството за образование, Министерството труд и социјална политика, потоа Националниот младински сојуз, пристоен беше и советникот на премиерот за млади, исто и директорот на Националната агенција за мобилност. Беше идејата заедно со представниците на студентското собрание на универзитетот и на Филозофскиот факултет и присутните студенти да разговараме што е тоа што досега државата го направила, а што е тоа што студентите би сакали понатаму да се прави. Главните проблеми со кои што се очуваме во минатото е, следејќи ги практиките на останатите земји во регионот и во светот, е што се донесе заклучок. Мене ме радува што и во постапка е таков закон за времено вработување. Знаете, со овие сегашни закони за 4 часовно и за практиканство, всушност се иземени студентите и по примерот на Германија, каде компаниите кои вработуваат студенти за време на викендите, распустите, добиваат дури и се ослободени од данок. Јас секојдневно речиси во целиот период потпишувам такви потврди за нашите студенти кои заминуваат во Германија, да се реши првим тоа прашање, а второ да се работи на вклучување на студентите во Законот за високо образование, кој што досега нас ни представуваше голем проблем, бидејќи тие се дел од Законот за високо образование, но на некој начин финансиски се надвор. Ние не можеме да ги ангажираме за проекти и за разни активности, каде што исто така би можеле да заработуваат. Знаете, многу едноставно како во Словенија, ние сите знаеме дека е бесплатно студирањето на прв циклус на студии, доколку се положи премиот испит, но гледајте, тамо е 3+2. Значи, со 180 кредити, тој не може да аплицира на 90% од работните места, а веќе постдипломски студии се плаќаат. На некој начин, еден умен баланс, од една страна привлекуваат студенти, од друга страна повторно финансиски компензираат факултетите, а пак младите, според законот, им се овозможува самостојно да работат, привремено за време на викендите распустите, да може да се ги платат на некој начин и оние постдипломски студии. Може би дел од оние студентски оброк имаме и позитивни пракси што се случија во минатото време, но сметам дека е тоа премалку и идејата беше, подпишавме заложба и оваа заложба на некој начин сите нас не обврзува дека секој 17 ноември ќе треба да направиме една рекапитулација што ние направивме во изминатата година да го подобриме студентскиот стандард. Така. Ајде да слушнеме една изјава од студентка Ива Олтовска, чинам дека беше од економскиот факултет. Чисто да видиме, ја прашавме кои проблеми како студентка ги детектира за да бидат подобрени за добробит на студентите, па да видиме дали за нив падна муабет на самата трибина. Еве изјавата во продолжение. Предизвикот е тој, како и за сите студенти, да се положи се на време, што не е невозможно, но од друга страна треба и да се падне за да се стане да се доживее успех. Тоа е општото правило на животот, почнувајќи го тоа истото да го учиме на факултет. Не е страшно ништо да се падне. Предизвикот, мислам дека е за сите да имаме подобри оцени, да можеме да фатиме некој добар проект како што е на пример Размус, стипендијата тука многу не мотивира и секако побрзо завршување со цел запишување на мастер.
Понатаму, зошто... Има ли нешто што според вас треба да се промени за подобро да се функционира на самите факултети? Дали е тоа од аспект на запишување предмети и сите административни обврски кои што ги имате и покрај учењето, или едноставно сметаш дека ваквото функционирање е сосем окей? Па според мене во ова функционирање сосем окей, тоа со врските што еден студент мора да си ги заврши при самиот упис, а она што сметам дека треба да се промени на државните факултети е воведувањето повеќе на пракса, бидејќи имаме ние многу знаење од страна на теоријата, но после завршетокот на факултет доаѓа вработување, каде што ќе бидеме ние вработени, бодувани, унапредувани и повеќе плата би имале, доколку повеќе практично го знаеме истото да го кажеме или пак да го сработиме, и затоа мислам дека треба повеќе да се воведува пракса. Друго нешто што мислам дека треба да се воведе е тоа предавање за професорите, бидејќи има постојано нови методи, техники низ целиот свет за подобро предавање, и предавање за учениците за општата култура, бидејќи е многу ниска кај нас. Не може некој доктор да застане во амфитеатар да пробува своето знаење да го предаде на сите, а ние само да седиме на телефони, да се шушкаме, да зборуваме или пак да дремеме. Професоре, чинам доста искрено кажано. Тука се детектираат проблемите и од двете страни, и професорите и студентите. Колку за дел од овие теми се дискутираше во петок? Па токму тоа и беше идејата, да се подигне општествената одговорност, зашто ние сме врвот на тоа образование, значи учењето, воспитувањето на општествената одговорност, чувството дека ова е држава на сите, да младите од најмлади години се грижат за својата држава, своите институции, треба да започне уште до предучилишно образование, па преку основно и средно образование, а на високото образование да биде како еден вид утврдување на сето тоа што е стекнато во претходните степени. И тоа беше идејата во мојата најава, го спомнав, дека целата иницијатива е дека младите ја поттикнеме таа општествена одговорност, желбата да ја чуваат, нели. Јас постојано на моите студенти им кажам дека всушност овие слушални се ваши, бидејќи дека студирате, немојте да ги оштетувате, грижите за нив како да е дома, бидејќи утре ден пак треба да седнете. И сите тие нешта, всушност и целта беше на оваа трибина, од она што и студентите се жалат околу праксата, ние навистина преземавме многу активности и случивме многу договори со приватни компании и со државни институции за студентите да додат на пракса, дури работиме на тоа да ги подобриме што во дел од предметните програми, како дел од кредитите и поените кои што стекнуваат, мора да е зачинета пракса. Но се уште имаме проблем со компаниите, во последно време се разбуди и кај компаниите таа потреба да, што до сега го немаш како во развиените земји, да инвестираат во високото образование, да постојано бараат студенти на пракса, тоа е во последните 5-6 години, претходно беше отсутно, за да може навистина да се реализира некоја пракса. Затоа што во претходните децении праксата се сведуваше, знаете, само на подпис, и само на исполнување на основните документи за да студентот го заври семестарот. Точно е дека треба повеќе да работиме на праксата и тоа беше испомнато на самата трибина. Околу тоа што и самите студенти го бараат, како што спомна и студентката, околу грижата, околу сето тоа што би требало да го чувствуваат, на тоа мора да работиме уште од најрана возраст. И ние во последните 3 години направивме многу такви трибини и кампањи за подигнување на општествена одговорност кај нашите студенти, сакајќи со тоа да влијаеме, знаете, и на пошироката јавност. Но за жал онаа апатија што веќе чувствуваме кај студентите е бидејќи ако сите анкети покажуваат дека 80 до 90% тие се гледаат надвор. Така што недостатокот на студентска иницијативност се должи што тие не се заинтересирани всушност за своето општество и за својата средина, бидејќи не го гледаат својот животен пат тука. И затоа и целта е овој 17 ноември да прерасне на некој начин во државен празник, каде што ние сите мораме да сватиме дека мора ние да се бориме за младите. Гледате, ние постојано зборуваме за пензионерите, не знам, за условите, а забораваме на најважниот дел, а тоа е младата популација, без која што вие немате ниту развој, ниту пак нема иднина, нема здраво општество. Дел од трибината беше и директорот на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, Марко Ѓоргиевски. Ќе го вклучиме накратко во ова тема. Марко, колку програмите како Еразмус Плюс се поттики мотивација за студентите, ако зборуваме дека тоа малку во последниве години не се толку активни или пак мотивирани да учествуваат во сите работи кои што се случуваат околу нивните теми. Што велат вашите искуства за Еразмус Плюс?
Добро утро, Ване. Добро утро и од деканот. Поздрав многу. Значи, јас бев повикан на овој меѓународен ден на студенти во Филозофскиот факултет и навистина на едно место можеше да се слушнат сите чинители, ајде да кажам така, во високо образование и од фелата, меѓутоа и од владата, за да кажат што е тоа што навистина се прави со студентите. Така да... Марко, само те молам без никакви нервози и да си ја слушаме керкичката убаво рано наутро, мисли дека тато пее, тоа е убаво. Да. Она што е најбитно е дека Еразмус програмата во државата е присутна од 2008 година, што дава можност за студентите за оваа студентска мобилност и пракса. Тоа значи дека сме започнали некаде со 3 повелби, меѓутоа сега имаме 24 повелби, што значи дека сите високообразовни институции во државата имаат повелба во високо образование, што значи дека сите студенти имаат можност да заминат некаде на пракса или на мобилност. Од друга страна, од 2008 до сега околу над 2000 студенти и административен и наставен кадар заминале на мобилност некаде надвор, што значи дека има можност, дека треба да се големуваат капацитет. Нормално ние секогаш бараме поголем буџет, меѓутоа буџетот не е дека се зависи само од нас, туку напротив, тој е препишан од Европската комисија и тука борбата е навистина како на студентите да им се овозможи повеќе иницијативи, повеќе можности да заменат некаде на 1 и 2 семестри надвор од државата. Тоа што го прави Еразмус со студентите е првично да заменат некаде на семестар, да се признаат кредитите што се на тој семестар надвор во другата висока образовна институција, подоцна да ги подобрат своите и јазични бариери, што најголем дел студентите кога се вратат назад ги признаваат овие подобрување на јазичните компетенции, подоцна да се реално да се најдат на пазарот на трудот, бидејќи кога заминете негде надвор, ќе видите што прават вашите врсници, ќе подобрите своите компетенции, кога се вратите назад, многу лесно можете многу подобро да се најдете на пазарот на трудот. Оно што е од интересно значење дека од Алијансата за универзитетите, што започна на европско ниво, ние до сега имаме еден универзитет, а треба се надеваме дека можеби УКИМ ќе биде избран на следниот повик. Оно што е многу битно исто така дека преку Еразмус програмата на Филозофскиот факултет имаме сега едни постдипломски студии кои што произлегле од самата Еразмус програма. Тоа се постдипломски студии за младинските работници. Така да сметам дека навистина Еразмус програмата придонесува и не само за студентите, меѓутоа и за целокупното за високообразованието во нашата држава. Оно што е најбитно како приоритет на програмата е интернационализација и се надевам дека во следниот период заедно со сите универзитети, особено со најголемиот универзитет со Свети Кирил Методи, Скопје, дека ќе работиме на подобрување на интернационализацијата во нашата земја. Така. Марко Георгиевски, директор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Професор Едуев, колку искористеноста на ваквите програми се мотивација плюс на студентите? Сакам и така да завршиме, бидејќи кажавте дека им треба поголема мотивација. Дали користењето на вакви програми, размена на студенти може да... како што спомнав, целта е во светот на глобализација имате глобално образование. Значи, целта на болонскиот процес е токму таа мобилност, како што во минатото во 12 век, да студентите може да студираат ни секаде низ Европа, значи некој начин да се унифицира тоа високо образование во Европа. За жал, се уште местата кои што ги добиваме се недоволни. Например, ние добиваме 6 места за размена на 2200 студенти, но се надевам дека во иднина тој број ќе се покачува. Многу се важни овие Еразмус проекти, како што каже Марко, бидејќи тие исто така обезбедуваат размена на едно повисоко ниво, каде што бенефит имаат институциите, зависи во која дејност е проектот, плюс најголем дел од средства се трошат за размена професори, но каде е најголемиот проблем, тоа на почетокот ви го спомнав, што ние не можеме да ги инволвираме студентите во тие проекти, бидејќи законски, по законот за работни односи, тие финански не се дел од нас. Тоа е една од клучната пречка, бидејќи немаме, знаете, за тие проекти огромен ресурс, нели, на располагање имате магистранти, докторанти и студенти, кои што за да ги вклучите во било каков проект, треба да барате согласност да ги исплатите преку, нели, универзитетот, МОН, финанси,
за да после 6 месеци, например, вие ги можете финансски да ги ангажирате студентите. Секако дека Еразмус програмата е многу важна. Ние зборувавме и тука морам да го спомнам со директорот со Марко дека уште една програма која што е многу важна за научната дејност Хоризонти засека е активна, но во извештајот на Европска унија стои дека сме искористили само 10% од тие фондови, да на некој начин се обедини со Националната агенција. Знаете, за да може администрирањето на тие фондации да бидат подостапни до универзитетите и до младите. Но, како што кажав, нашите студенти имаат можност, но клучно е, и тоа и беше целта на оваа трибина, да можеме да ги кажеме нашите проблеми и да надлежните институции преземат во наредните чекори законски измени да ги остранат сите пречки кои што на некој начин и до сега беа пречка за подобар студентски стандард. И за крај, бидејќи имаме само уште една минута, не е ова колку да се тешиме, но ето и во споредба со земјите од регионот, пред некој ден гледав и дебати во Бугарија и во Србија, некако секаде постои општа перцепција дека студентите се разочарени, па дури и не излегуваат за тоа да гласаат на избори, посебно Z генерацијата. Но ова, ајде да ви дадам инспирација за една нова трибина. Како Z генерација гласа на избори, па можеме и тоа да го работиме во Македонија. Да, секако можеме да го работиме. За жал, ние направивме една анкета на Филозофскиот факултет и една од водечките причини за заминување на младите и на нашите студенти во странство е токму условите за живот, а не финансиите. И јас и на самата трибуна кажав дека, замислите, немаме бесплатно преучилишно образование, нели, за 25 евра имате, ви го чуваат детето од 8 до 10 часа, со храна и со се, имате бесплатно образование, со бесплатни ученици, имате бесплатно средно образование, со бесплатни ученици, имате бесплатно високо образование, 200 евра за цела година, нели, партиципација, и на крајот, ете, преку тие студентски активности, постепено оние идни лидери, оние кои што треба да го нашето општество како готов кадар се преземани од другите европски држави. Благодарам многу за гостувањето. И за тоа мора да се бориме. Благодарам многу за гостувањето. Ние ќе се видиме повторно наскоро. Сакам да ви честитам јавно за сите заложби и иницијативи кои што ги превземате како Филозофски факултет преку вакви трибини за да се слушне гласот на студентите. Благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата. Професор доктор Ратко Дуев, декан на Филозофскиот факултет при УКИ. Во 8 часот време е за вторите утрински вести во Македонија наутро.